И сега би сакала да го најавам професор доктор Мирко Спировски со неговото предавање на тема наука со отворен пристап и вештачка интелигенција. Само ќе имаме на крај уште една дискусија и би ве замолила ако можете да останете на време на дискусијата. Се надам дека ме слушате. Можеме? Многу му благодарам на професор Владимир Трајковски за поканата да учествувам на ова работилница или вебинар, затоа што отворениот пристап е за мене една од активностите што јас од самото формирање на идејата сум ја користил и се уште ја користам и мислам дека некои работи би можел и да ги кажам, а особено ми беше задоволство што слушнав многу нови работи, многу различни аспекти на овој отворен пристап. Јас ќе зборувам за вештачката интелигенција и за можностите за поврзување со отворениот пристап. Дали се гледа слайдовите? Да, се гледаат. Прво, постојат многу програми, односно платформи за користење на вештачка интелигенција од половината на минатата година до денес и тоа е приказна за себе. Јас не би зборувал многу за тие елементи, но ќе се осврнам само на ChatGPT е една од нив, кој што практично е поврзана со отворениот пристап и е поврзана со издаваштвото од типот на отворен пристап. Ќе кажам само неколку работи, тоа е што е ChatGPT, кој го создаде него, како може да се пристапи и како луѓето го користат ChatGPT. ChatGPT е четбот кој што е со вештачка интелигенција и користи обработка со природен јазик за да создаде разговор помеѓу софтверот и луѓето и кој што е сличен заправо на разговорот на луѓето. Јазичниот модел може да одговори на прашања и да составува различни пишани содржини, вклучувајќи тука статии, објави на социјални мрежи, есеи, кодови компјутерски и електронска пошта. Се разбира дека јас се определив за овој дел затоа што ние практично во издаваштвото со отворен пристап во голема мерка сме поврзани и со користењето на вештачката интелигенција и се повеќе ќе бидеме во иднина поврзани. Меѓутоа, сакам да кажам дека создадени се ChatGPT со отворен пристап, овој за кој што јас сега ќе зборувам, и во исто време создадени се и се создаваат професионални ChatGPT кои што имаат затворен пристап, кои што не ги разменуваат податоците, кои што користат сопствени податоци и за сопствени цели и нивниот број на создавање расте постојано со геометриска прогресија во многу од меѓународните големи корпорации. ChatGPT е сличен на автоматизираните услуги кои што ги користиме за разговор, кои што се наоѓаат на различни веб страници, каде што има услуги за клиентите, бидејќи луѓето можат да му поставуваат или прашања или да бараат појаснување за одговори на ChatGPT. GPT е кратенка од генеративен, предходно обучен трансформатор, кој што се однесува на тоа како ChatGPT ги обработува барањата и како ги формулира одговорите. ChatGPT е обучен со учење за така наречено засилување или кумулативно знаење преку човечките повратни информации и особено преку модели за награди. Значи, ако некоја информација ние ја додаваме во ChatGPT, ние бидуваме на известен начин за тоа наградени и рангирани најдобрите одговори. На овој начин ChatGPT постојано учи и го зголемува знаењето во неговиот систем.
Кој го создаде ChatGPT со отворен пристап? Веројатно знаете, тоа е Open Artificial Intelligence, компанија за истражување на вештачката интелигенција, која што го создаде и го лансираше во ноември 2022 година. Значи, некаде една година е стар во некој меѓународен смисол. Таа е основана од група на предприемачи и истражувачи, вклучувајќи ги Илон Маск и Сем Алтман, во 2015 година, но од тогаш наваму тој е полнет со информации кои што се заправо достапни преку различните видови на отворен пристап во човештвото и до 2022 година се полнети знаењата во овој систем. Open Artificial Intelligence е поддржан од неколку инвеститори, а Microsoft е најзабележителен. Open Artificial Intelligence го создаде и системот DALL. Е генератор на текст во уметноста со вештачка интелигенција, а во меѓувреме се создадоа многу други кои што користат специфични подрачја во кои што се користи вештачката интелигенција. Како може да се пристапи до ChatGPT? Веројатно повеќето од нас знаат. Тоа е најпрви се креира сметка или акаунт на Open Artificial Intelligence на адресата chat.openartificialintelligence.com, потоа се избира регистрирање се внесува адресата за електронска пошта или сметка за Google или Microsoft за најава и за верификација и понатаму може да го користиме ChatGPT. Од која ќе се регистрира, потребно е да се работи со него, значи се внесува различно барање или ново барање или се бара објаснување и тоа обично го означуваме како промпт или барање. Потоа може да го обновиме одговор, да побараме тој да биде повторно преоценет и можеме да го споделиме одговорот. Исто така на крајот има опција да се додаде активноста на вештачката интелигенција со опцијата ми се допаѓа или не ми се допаѓа, а може исто така и одговорот да се копира и да се користи за други цели. Зашто луѓето го користат ChatGPT? За многу активности, нема да ги читам овде, меѓутоа сакам да кажам дека за разлика од другите чат-ботови, ChatGPT може да запомни различни прашања за да го продолжи разговорот на потечен начин. И она што може би е битно, дека тој може да користи и различни јазици, иако користењето на јазиците надвор од англискиот јазик не се идентично прецизни и со идентичен квалитет како другите јазици, но тоа е можно да го направи. Тоа заправо е поврзано од користењето на вештачката интелигенција и научното издаваштво. Практично е поврзано со делови кои што се направени и поради тоа, за да може успешно да се користи вештачката интелигенција и научното издаваштво, треба да се познаваат во детали меѓународните стандарди за списанија, оти треба така да му се дефинираат практично барањата, потоа да знаеме како се класифицираат научните трудови, за да можеме да знаеме каков труд бараме да ни изготви, понатаму структурирање на извадоците, кои делови ги имаат научните трудови, кои се структурата на научните трудови, кои се стиловите за цитирање на научна литература, оти може да побараме практично различни стилови и да знаеме какви се стапките во традиционалното издаваштво. Што се однесува до биомедицинските списанија, нашите стандарди се дефинирани во International Committee of Medical Journal Editors, во кој што се внесени и на начин на листање или поединечно гледање или во PDF файл. На овој дел се дадени елементите од тие стандарди или препораки за улогата, за одговорностите, за уредувањето, за подготовка, објавување и така натаму. Нема да одам во детали, меѓутоа тие треба да бидат познати пред да работиме со системот за вештачка интелигенција. Ги имаме нив во PDF файл и може да ги користиме одложено за наша употреба. Оно што би сакал да кажам е дека мораме прецизно да знаеме
што заправо бараме и кои се тие научни трудови што може да ги побараме од вештачката интелигенција. Овде е дадена една од класификациите која што е најчесто користена, а тоа е дека имаме оригинален труд, кратко соопштение, нарачано предавање, приказ на случај, неколку видови на ревиски труд, а тоа е наративната ревија или описна ревија, систематска ревија, метааналитичка и метасинтетска. Нема да зборувам детално за нив, туку да кажам дека сите тие се дефинираат ако имаат 4 елементи, а тоа е ако имаат оригинални резултати, ако имаат меѓународна достапност, ако имаат доволно податоци да се репродуцираат, повторат било каде во светот и ако имаат заедничко рецензирање. Како што гледаме дека сите тие ги имаат сите елементи, освен наративната ревија во која што нема оригинални резултати, туку во неа се обработуваат знаењата и сознанијата од веќе објавената литература. Инаку, кога пишуваме научен труд, потребно да се исполнат доста услови. Овде се дадени најважните, да се дефинира насловот, авторите, афилијации, да се подготви извадок, да се конструира структура на научниот труд, да се искаже благодарност, да се дефинира конфликт на интерес, финансиска поддршка и додаток. Од овие, само 2 може да бидат употребени за помош со вештачката интелигенција, тоа е конструкцијата на извадокот и структурата на научниот труд. Сите останати се дефинирани од кореспондниот автор, односно авторот, и ништо не може да направи, не би требало да влие вештачката интелигенција. И сега малку јас ќе кажам за некои од нив, да речеме за структурираните извадоци, и тука во тие структурирани извадоци ги имаме сите елементи, прво основата, бекграунд, целта, методи, резултати, заклучоци и обврзно клучни зборови на крајот. И како што гледате, сите од овие ги имаат сите елементи, освен приказ на случај, каде што нема методи и резултати, туку тие заедно се споени во еден блок на така наречен приказ на случај. И исто така наративната ревија во која што освен клучни зборови, другите елементи, основа, цел, метода, резултати и заклучоци не се дефинирани структурирано, туку може да бидат дефинирани на слободен начин, зависно од текстот, зависно од содржината на наративната ревија. Она што исто така е битно да се каже и за самата структура на научните трудови, ние знаеме дека таа е составена прво структуриран извадок, потоа има вовед, материјали, методи, резултати, дискусија, заклучоци и референци, и пак истата приказна, сите ги имаат сите елементи, освен приказ на случај, каде што материјали, методи и резултатите се споени во еден блок од приказ на случај, и пак истото за ревискиот труд, во кој што имаме обврзно заклучоци и референци, но може, а не мора да има вовед, а другите делови се слободно компонирани и структурирани од самиот автор на наративната ревија. Овие елементи заправо дефинираат како ние ќе комуницираме и како ќе работиме со вештачката интелигенција. Овде се дадени стандардите за цитирање, бидејќи можеме да дефинираме на кој начин ќе се цитира во трудот што ќе го изготви вештачката интелигенција. Ние го користиме Ванкувер стилот најмногу во биомедицинските науки, но и другите можат да бидат побарани и да бидат овозможени од вештачката интелигенција. Се разбира дека чекорите во издавањето на списанието треба да ни бидат познати, затоа што на почетокот ние пишуваме нацрт труд, во кој што најмногу би требало да учествува вештачката интелигенција, а потоа да направиме поправање, потоа го предаваме трудот за можно објавување во некој од списанијата, таму се прави триажа и се отфрла или се продолжува. Ако се продолжи, се избираат заеднички рецензенти. Ако тие побараат поправка, што е најчесто случај, се прави ревидиран ракопис и доколку е направен ревидиран ракопис, издавачот може да одлучи да го отфрли или да го прифати, и ако го прифати, тогаш тој труд се подготвува
за објавување на еден од начините на кој што списанието работи. Комуникацијата за пишување на научни трудови практично се остварува преку така наречени промптови или наредби или реченици или барања. Јас овде ќе ви дадам неколку примери од такви промптови, а тоа е за структурираниот извадок, за приказ на случај, за описната или наративната ревија, за систематска ревија и за пишување на рецензија со вештачката интелигенција. Овде се дадени само прикази како примери кои што би можеле да ги користиме. Овде е даден приказ на случај и практично ние на почетокот го додаваме текстот кој што го опишува случајот, оној блок кој што го прикажав, и под него се додава заправо овој текст. Дека списанието треба да ги содржи следните делови и референции кои што треба да бидат цитирани по Ванкувер стилот, поведот да бидат максимум 300 збора, да има илустративен приказ, а тоа е оној дел што ние сме го дале да го дообработи, потоа да има дискусија од толку и толку збора, да има заклучоци од толку и толку збора и да има референции на крај. Понекогаш е потребно да имаме и дополнителни наредби или комуникации или промптови, како што е да продолжи, бидејќи понекогаш прекинува заради оптовареност на системот, понекогаш бараме да се вклучат референциите во текстот, понекогаш бараме да се изготви извадок после тоа, во кој што ќе има background, case presentation, conclusion и keywords, бидејќи во приказот на случај тие се типични, а за другите се другите типични. Се разбира, немаме ние многу време, меѓутоа доколку има малку време на крајот јас и би демонстрирал како тоа изгледа. Другиот пример е за подготовка на наративна ревија. Јас дадов пример за трансплантација на несродни матични клетки во Република Македонија и ги наведов тука примерите. Значи, би можело да се направи, секако дека може да се стави било каков дел во наводници за кои што ние сакаме да направиме. Сакам да кажам дека овде ги внесов на англиски јазик промптовите, бидејќи проверив и нивната обработка во вештачката интелигенција со ChatGPT е многу попрецизна и поточна доколку комуницираме со англиски отколку на македонски, иако пак повторувам, можно е да комуницираме со македонски или со било кој друг јазик, но со понов квалитет. Овде е примерот за промпт за пишување на рецензија. Јас дадов пример, значи може да биде овој или друг наслов, и под пишувањето на барањето ве молам да ми помогнете за рецензирање на трудот тој и тој, по наслов, после тоа следува содржината на целиот труд, значи се копира, се внесува во системот и му се дава налог да тоа го направи вештачката интелигенција и вештачката интелигенција ќе ја изготви рецензијата. Исто така, тука има и наративна ревија, ја дадов пример за ХЛА во македонската популација, може да се биде било што. Оно што е значајно е дека мораме да дефинираме кои ќе ги содржи делови, кој е цитирање ќе го има. Јас постојано оставам ванкуверскиот стил, бидејќи ние во биомедицината него најмногу користиме, да се дефинира големината на воведот, на методите, на резултати, дискусија, на заклучоци, на референции и евентуално тоа е потребно барам и дополнителни делови, како што е, например, подготовка на табела. Ако вежбате за изготвување на наративна ревија, вие тогаш, ако ставите табела, ќе добиете само примери како таа да изгледа, но не и нема да биде изготвена во целина. И сега, вака изгледа многу лесно, ние ќе дадеме барање, ќе ставиме промптови, ќе изработи вештачката интелигенција, ќе го копираме текстот и ќе продолжиме да работиме. Меѓутоа, постојат етички проблеми во користењето на вештачката интелигенција во научното издаваштво и јас тука ќе се осврнам на авторството, на плагиаризмот во вештачката интелигенција, во така наречениот хуманизиран текст и во стандардите кои до денес се изготвени како да се регулираат прашањата на издаваштвото и на користењето на вештачката интелигенција. Првиот труд кој што беше објавен како
автор ChatGPT, тоа беше во списанието NS Education во праксата, волумен 66, јануари 2023 година, и еве тука десно го гледате, дека е ставен ChatGPT како автор. Ова е првиот, а може би и последниот објавен труд со ChatGPT како автор во научниот труд. Видејќи веднаш се дигна толкава врева и со право, затоа што за авторството се потребни определени услови, определени критериуми, а во овој случај очигледно дека ChatGPT не ги исполнува тие критериуми. Меѓутоа, веднаш почна да излегуваат многу програми кои што користат откривање на користењето на вештачката интелигенција во текстовите, и овде се дадени 12 во тоа време објавени трудови. Разликата меѓу сите објавени, не трудови, туку програми, меѓу овие програми е во неколку елементи. Има и трудови кои што аналитички ги споредуваат во детали, меѓутоа накусо најголема разлика меѓу нив е заправо бројот на зборовите кои што може да бидат внесени за да бидат анализирани дали и кои делови од нив се создадени со вештачка интелигенција. Секој од тие има различен дел, вие може да пробате, постојано се преиспитуваат кој е најдобар, кој не е најдобар, кој е втор, и тоа зависи од подобрувањето на софтверската подготовка на овие програми. Еве, јас ќе ви дадам еден пример со GPT-0, каде што се прави испитување за плагиаризам, заправо за вештачка интелигенција. Десно се внесува текстот, и јас внесов текст во кој што побарав дали е практично подготвен со вештачка интелигенција, и по некој време добив одговор дека тој текст е подготвен 98% со вештачка интелигенција, односно дека само 2% е употребен човекот. Што правиме сега во овој случај? Во овој случај и во ваквите случаи веднаш беа објавени минатата година неколку програми кои што практично го видоизменуваат текстот кој што го создаде вештачката интелигенција и го правеа така наречен похуман или хуманизиран текст. Ова е еден од тие програми кои што јас го користев, а тоа е Word Artificial Intelligence.com, и овде ќе ви покажам како тоа функционира. Значи, може тука да имате две опции, дај да го повторно напишам истиот труд со вештачка интелигенција, или да открие на кој начин да биде заобиколен дека трудите пишува со вештачка интелигенција. Еве еден пример за тоа. Истиот оној текст кој што го употребив пред тоа, го пуштив на овој програм и по некој време добив текст кој што од десна страна е видоизменет или хуманизиран. Се разбира дека веднаш тој текст го копирав и го внесов повторно во истиот програм за откривање на вештачка интелигенција, и како што гледате, добив дека 0% заправо е подготвен од вештачка интелигенција, туку дека тој е подготвен од човекот или хуманизиран. Ова навиду ми изгледа многу совршено, многу добро, меѓутоа ако ги анализирате пасосите кои што се од лева страна од вас и од десна кои што се видоизменети, практично ќе видите дека се внесени понесоодветни, понепрецизни, понеточни, внесени се определени грешки во редоследот на граматичката конструкција, и според мене ми се чини дека е тоа на известен начин, ајде да не бидам строг, ама на еден начин, како да речам, дури понижување на човековата способност да пишува еден научен, односно научно-истражувачки труд. Меѓутоа ќе видиме во кој дел ова ќе не одведе. Се разбира дека веднаш Светската асоциација за медицински уредници, World Association of Medical Editors, во јануари 2023 година веднаш напиша препораки што да се прави во однос на издаваштвото ако се користи вештачката интелигенција, и беа дефинирани 4 препораки во тој момент, а потоа набрзо, негде во мај 31 во истата оваа година,
беше направена ревизија и додаден променети содржините на првите 4 и додаден уште еден дел. Јас накусо само ќе ви прикажам како тие изгледат, колку само да се има представа. Значи, во првата препорака е дека чат-бот не треба да биде користен како автор или како автори. И тука се дефинирани зошто, како и што да се прави. Доволно е да се каже дека не смее и не може, и според препораките чат-бот не може да биде автор. Втората е дека авторите треба да бидат транспарентни кога користат чат-бот, затоа што треба да ја дадат информацијата. И овдека ги дава двете под точки за таа регулација, што да се прави, како да се прави, нема многу да зборувам, може да се прочитаат и да се видат. Во третата, дека авторите се одговорни за материјалот кој што е создаден со чат-бот во нивното подготвување. Значи, независно што вештачката интелигенција го подготвувала, одговорноста е на авторот, односно на авторите. И поради тоа треба да се внимава на кој начин и како тој понатаму ќе биде процедуриран. Четвртата е дека уредниците и рецензентите треба да специфицираат да ако е користен чат-бот, односно да го евалуираат ракописот и да создаваат рецензија или кореспонденција преку електронска пошта со чат-бот. Значи, ако користеле чат-бот во нивната комуникација со авторите и секој меѓу нив, тие треба да објаснат зошто и како и на кој начин тоа го користеле. Ова е малку по-специфично, може друг пат повеќе за ова да зборувам. И последната препорака, тоа е петата, дека уредниците мора да имаат алатки кои што ќе им помогнат да се откријат содржините создавани со отворен пристап со вештачка интелигенција или пак променет пристап, отворен пристап со вештачка интелигенција. Овие алатки мора да се на располагање на уредниците, независно дали тие можат да ги платат или не можат да ги платат, и плаќањето или неплаќањето не може да биде објаснување, еве, немаме пари, па ние заради тоа не ги користиме. Значи, на еден начин, 5 елементи кои што во овој момент, во оваа година, се регулирани од Светската асоциација за медицински уредници во оваа многу осетлива тема. И на крајот сакам да кажам дека ние во нашето списание Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, веднаш по препораката од Светската асоциација за медицински уредници го преобјавивме првиот текст и ја преобјавивме и втората верзија и ја доставивме на располагање на целокупната наша јавност и на целокупната меѓународна научна јавност да биде што повеќе употребувана. И во заклучоците, создавањето можности за отворен пристап во користењето на вештачката интелигенција во научното издаваштво ја отвори практично Пандорината кутија за дефинирање на тоа што се човекови, а што се роботски знаења, што се човекови, а што се роботски активности. Исто така, сега се потенцира потребата од почитување на постоечките стандарди за научно издаваштво, бидејќи практично уште повеќе и по-префинето треба да бидат користени, односно почитувани или следени. И постојано се наметнува потреба од етички, ја би рекол нови или дополнителни, не нови, етички стандарди при користењето на вештачката интелигенција во научното издаваштво и во нивното почитување. Сакам на крај да му се заблагодарам на колегата Владимир Трајковски, кој што ме покани да учествувам на овој вебинар, односно на оваа работилница. Благодарам за вниманието. Ви благодарам многу. Ова беше навистина интересна презентација за како може да се користи вештачката интелигенција во научното пишување, потоа за
новата алатка ChatGPT за пристапот до неа и за етичките проблеми секако и како да се детектира. Доколку некој од присутните има прашања, слободно може да се вклучи во дискусијата. Доколку не, следната, да. Дали ќе ме слуша од овде професор Спировски или на микрофон? Се надевам дека ќе чуем, има радиофон. Најпрво благодарам на професор Спировски за интересното излагање, кое што покажува дека треба да се држи чекор со науката. Вештачката интелигенција навлегува во сите сфери на општествениот живот. Тоа е нешто ново што се воведе, ChatGPT алатката пред неполна година дена. Секако дека има многу отворени прашања како може вештачката интелигенција да се користи во издаваштвото, научното издаваштво, а да не се злоупотребува. Постои една изрека рабиш ин, рабиш аут. Сигурно ќе има обиди за злоупотреба и за креирање дури и на научни трудови со фабрикување или со измислени податоци, што треба да се најдат начини да се тоа превенира, да се открива со соодветни алатки. И професор Спировски кажа дека се отвори Пандорината кутија и колку што нешто може да биде корисно, толку може да биде злоупотребено и да тоа благовремено се превенира на соодветен начин. Да, не бе повеќе како дискусија ова, отколку како прашање за професор Спировски. Благодарам. Благодарам. Овде дилемата уште на стартот беше, особено во круговите на Светската асоциација за медицински уредници, значи затворена научна дискусија, што заправо ќе биде уште на почетокот на оваа година, кога беше почната оваа дискусија, и овие прашања што професор Донев ги кажа, постојано беа поставувани и денес се поставуваат. Имено, една група од уредниците тогаш сакаше да поттикне пишување на научни трудови, особено приказ на случаи, со користење на вештачка интелигенција и распишаа конкурс за пишување на овие трудови и добија некаде околу 50 трудови за еден месец. Временскиот рок беше еден месец. Се покажа дека од тие 50, 20 ги исполнуваат сите критериуми кои што би можело да се бараат од етичките и квалитетните барања за еден труд, и тие трудови се објавени и се достапни со опис што и кој дел и на кој начин е користен во вештачката интелигенција на овие трудови. Се разбира, тоа е едната страна. Втората страна беше онаа другата, која што веднаш почна да ги користат софтверите за откривање кој дел заправо е користен со вештачка интелигенција, особено после излегувањето на овој софтвера и други има за така наречена хуманизација на содржините со креирани со вештачка интелигенција. И ден денес постојано се разговара, меѓутоа како и со предаторството и овде, практично, затоа реков дека се отвара Пандорината кутија, практично станува се понеизвестно утврдувањето на квалитетниот, објективниот, корисниот и, да речеме, некомерцијалниот податок кој што го продуцира системите со отворен пристапот. И тука не се само пишувањето на научните трудови, пишувањето на изворни кодови и така натаму и многу други слики, да не должам. Значи, практично треба да се уште повеќе оптоварат издавачите и да бидат попрецизни во откривањето на одстапувањето од етичките и во суштинските, како што колешката кажа Гордан, и од комерцијалните ефекти. Може би на крај, ако има време, ако има време ќе кажам, многу е нејасно што е тоа комерцијално, што е тоа отворено, што е тоа јавно, што треба продискутираме.
Ви благодарам. Имаме уште прашања. Повелете. Добар ден, професоре, ви благодарам на убавата презентација, многу интересна и корисна, особено современи начини на пишување и на трудови. Ме интересира дали сметате дека треба списанијата да бараат од авторите изјава дали користеле вештачка интелигенција во аплицираниот труд во списанијата, во кој дел, нели, како изјава за да се олесни работата на издавачите. И второ, сакам да прашам во однос на издавачите, односно и уредниците на списанија, дали вие користите, односно дали имате искуство, дали некој би препорачале алатка за полесно детектирање на користењето на вештачка интелигенција во трудовите кои што се поднесуваат во списанијата, односно во вашето списание, или имате ли информација и за други некои алатки кои што би им помогнале на уредниците полесна детекција за да едноставно проверка на таквите трудови? Ви благодарам. Благодарам за прашањето. Јас овде извлеков еден слайд во кој што е препораката од Светската асоциација на медицинските уредници за авторите и која е нивната одговорност. Овде ги гледате, да не ги читам. Меѓутоа, накусо да кажам, значи, не се бара тие да дадат изјава дека користеле, туку се бара прецизно во кој дел и што добиле. Значи, зошто? За да може потоа ние, уредниците, да провериме таму по-специфично или да видиме ако наидеме на текст кој што е создаден од ChatGPT или вештачка интелигенција од друг вид, тогаш да знаеме дека тоа го кажал или транспарентно го кажал автор. Се уште нема мислење дека доколку делови од текстот се подготвени со вештачка интелигенција представуваат лошо или неквалитетно пишување. Не. Туку се уште ние цениме од нашите класични квалитативни, како да речам, начини дали е нешто добро или не. Особено ова важи за земјите кои што не има англискиот јазик мајчин јазик. Замислете колку лош квалитет има тие текстови, па вклучувајќи ги и моите, а на овој начин, ако напишеме текст, ние со вештачка интелигенција може да го преобработиме, значи да го дополниме, не да го смениме, не да го, како да речам, да го плагиаризираме или да направиме некоја потешка етичка норма, да измислиме текст или така натаму. Значи, веројатно вештачката интелигенција пак ќе биде употребена само како алатка, нешто како статистичките методи, по моје мислење. Значи, ќе видиме до кај тоа ќе оди, меѓутоа јас мислам дека во определени активности незаменлива ќе биде и ова и во наредните години, но под дефиниран начин и во дефинирани делови. Тоа е моје мислење. Ви благодарам многу. Благодарам многу што се вклучивте во дискусијата.